За хибридните напади, тоа е проблем кој е исто нов. Наша среќа е што од 27 март, од март оваа година сме членки на НАТО и почнавме да добиваме прилично обилна помош и поддршка од другите сојузници во НАТО, затоа што хибридните напади се дефинирани како во групата на најголемите закани сега и за НАТО како алијанса. Ние бевме како држава предмет на сериозни хибридни напади во серија со висок интензитет прв пат за време на референдумот 2018. Меѓутоа тогаш уште не бевме внатре во алијансата, добивавме некаква поддршка на билатерално ниво, но не таква каква што добиваме сега. Тоа во последно време, како што се забавува наше водење кон Европската унија, тие хибридни напади пасеа уваат последниве месец-два да речеме. Меѓутоа сега не сме сами. Сега и разменуваме информации и имаме неколку советници на билатерална основа дојдени од држави, многу моќни држави во алијансата кои се баш во моментов се во Скопје и ни помагаат во таа насока, но хибридните закани се практично нормативно нерешени во целиот свет. Се уште не се решени. Као некој друг тип на физичка закана, да речеме. Очигледно дека светот се уште лута во пронаоѓањето добар одговор за хибридните закани. Едната крајност е да се регулираат социјалните мрежи, што е веројатно невозможно. Другата крајност е да државата пенетрира во социјалните мрежи, што е шпионажа и што е кршење на основните човекови слободи и права. Мене ми се чини дека со хибридните закани допрва светот и ние, како држава со мали ресурси, допрва ќе имаме проблем. Значи, ви кажувам, Америка не може да излезе на крај со хибридните закани. Америка преку своите главни агенции за таа работа констатира дека 2016 хибридните напади закани направиле голема штета, дури влијаеле на изборите. Меѓувреме има потврдени извештаи и јавно достапни дека хибридни закани се случували и за време на последните претседателски избори во Франција, во Холандија и во Германија. Ова нашиот референдум е ситна работа што се види за тоа. Гледате последниот пат синхронизираниот напад со огромен интензитет кај нас до сега незабележан, со кој беше соборена страницата на ДИК, самиот изборен ден. Тоа не го прави еден човек. Не го прави еден. Тоа се приказни за мали деца, дека тоа го направиле луѓе, двајца, тројца хакери, млади, кои пробиле тоа и можеле да направат таков интензитет со 20, 30, $100 во джеб. Тоа не е точно. Тоа не е точно.